Деновиве се соочуваме со нов предизвик, кој што Господ ни го дава. Командите доаѓаат од геволскиот нов светски поредок, од светската влада, во сенка се уште, додека зверот, антихристот не биде јавно зацарен, ќе биде во сенка. Но сите овие плитки држави и плитки влади само ги спроведуваат наредбите што им доаѓаат од озгора. Ако даде Господ, планирам да интервенирам на ова поле. Молете се за тоа, ќе се молиме заедно. Само да не заборавиме една работа на која што би сакал да ве подсетам. А тоа се наоѓа во посланието на апостол Јаков. Ве повикувам да отвориме таму. Јаков, брат од Господов, или Богобратот, така е наречен во христијанската традиција, иако немал крвна врска со Исуса Христа, ниту тој, ниту другите негови браќа, кои што биле синови на Јосиф од неговиот прв брак. Што ни вели Јаков за тоа што треба да правиме кога ќе не снајде искушение? Како што е сега ова. Што треба прво да правиме? Јаков, прва глава, втори стих. Видите, он со тоа го започнал посланието. Прво се представува и потоа веднаш: радувајте се, браќа мои и сестри. Во грчкиот јазик има иста множина. Се подразбираат и сестри со еден збор. Зашто да се радувате? Радувајте се кога ќе паднете во разни искушенија. Не во смисол да паднете на самото искушение, туку ќе ве снајде искушение. Зошто Господ дозволува искушение? Значи, еве во конкретниот случај, зошто им дозволува на геволиве и ова да го прават? Знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Значи, повикани сме на испит. Сите сме повикани, не само оние што се вработени во јавната администрација, особено оние што се вработени во здравствениот сектор. Сите сме на овој испит. Цела црква е на овој испит. Господ дозволува проба, дозволува искушение, дозволува испит. Тој сака да поминеме низ испит. Зошто? Сака да биде проверена нашата вера со испит. Зошто? Значи, тој сака да го доживееме. Ние луѓето мора да го доживееме искуството. Значи, не е, како што ми рекоа мене во Хартланд последната година, ај ти знаеш, готово, оди си. Од ноември не мора до следниот мај. Не е така. Значи, Господ не вели, добро, вие знаете, исто години сте во црква, знаете, сте читале, не е тоа. Празна слама е тоа знаење. Господ сака и верата наша се покажува кога поминуваме низ испит. Не, значи, практичното искуство, не знаењето, како знаење. Знаењето возгордејува, вели апостол Павле, а љубовта изградува. Сака да поминеме низ искуството, низ огнот, низ проверката, бидејќи така се зацврстуваме, така се гради нашиот карактер.
Ако тоа, не беше потребно, немаше да постојат геволи уште. Немаше да постои злото, немаше да... Сето тоа постои за да постојат и искушенијата врз Божиот народ. Се додека постои шанса да се спасат многу луѓе и кога последниот ќе се спаси, кога повеќе целото човештво ќе донесе одлука за живот или за смрт, за Христа или за ѕверот, кога веќе нема да има смисол да се продолжува милоста, бидејќи секое човечко суштество ќе го направи тој избор, едните ќе бидат запечатени за живот, другите ќе бидат жигосани. Не само за смрт, за вечна смрт секако, но пред тоа за тешки Божии казни и тешки зла. А едното од нив, читаме, за едното од тие зла ни се вели дека ќе биде толку гадно за примателите на жигот на ѕверот, што во тие денови луѓето ќе ја бараат смртта. Луѓето ќе ја бараат смртта и што? Но таа ќе бега од нив. Колку страшни зборови. Мнозина овие зборови ги поврза со сегашниве отровни вакцини. Не можеме да кажеме ни дали тоа точно или погрешно. Времето покажува, а времето како поминува, се повеќе и повеќе го докажува она што ние како став го завземавме уште од почеток, уште лани. И сега времето се повеќе и повеќе го потврдува тој став, не затоа што сме попаметни од светот, од светските научници, доктори, лекари или теолозите, кои што ја зазедува погрешната страна, туку затоа што го избравме она што Господ е во согласност со Божиот закон, со Божиото Слово и со откровението на духот на пророштвото. Сепак денес ќе мора да продолжам да зборувам за воскресенијата, а ако даде Господ живот и здравие, следната сабота ќе зборувам за сегашнава криза и за сегашното искушение. На самиот почеток да споменеме нешто што не споменавме, односно јас само еднаш го споменав патем, но не го прочитавме никогаш. Во Стариот Завет постои едно воскресение кое што го заборавивме и кое што ја би го нарекол случајно воскресение, малку смешен наслов, но ќе видите зашто е тоа така. Кој беше тоа воскресение? Ги проучивме тие. Значи, и со Илија, и со Елисеј имавме слични случаеви. Ова е врзано исто така со Елисеј. Да, благодарам. Ќе отвориме во втората книга на Царевите. Втора книга на Царевите, мислам беше 13 глава. Да. Се работи за последните денови и смртта на пророкот Елисеј. Ке почнеме читаме од 20 стих, втора книга за Царевите, 13 глава, 20 стих. Елисеј умре и го погребаа, а на другата година, значи следната година, моавските луѓе навлегува во земјата. Значи моавците, големи непријатели на тогашниот Израел,
заедно со амонците, потомци, по амонците се уште се вика до ден денес главниот град на Јордан, Аман. И моавците и амонците потекнуваат од Лот, од перверзијата што ја направиле неговите преживеани керки со него. 21 стих вели: и ете додека некои луѓе погребува еден човек, значи се работи сега за некој друг погреб, следната година, откако моавците нападна, таму видоа разбойници, па го фрлија мртовецот, значи за да спасат глава, за да избегаат, го фрлија мртовецот во Елисеевиот гроб. И што се случи? И тој како што падна се допре до Елисеевите коски, оживеа и се исправи на нозете своји. Силата на светите мошти, што би рекле во православието. Сепак ова не се случува со сите погребани пророци, апостоли, светци, со сите нивни коски. Ова се случило само тогаш. И зато го нареков случајно воскресение. Човекот паднал, се допрел до Елисеевите коски и оживеал. Како тоа? Господ решил да го оживее, затоа што во деновите на голема криза, во која што тогаш се наоѓал Божиот народ, Господ сакал да го насочи вниманието на народот врз пораките, животот, службата и делото на пророкот Елисеј. Господ сакал да го прослави својот пророк, иако тој веќе беше мртов од година дена и повеќе, за да го привлече вниманието на народот кон пораките, кон словото, кон животот и службата на пророкот Елисеј. Нема да се задржувам повеќе на ова чудо. Тоа беше малку заборавено чудо од Стариот Завет. Јас еднаш го споменав, уште пред да зборуваме за Елисеј и сунамката. Некаде во септември беше. Но само го споменав, а потоа го заборавив. Одиме сега на Новиот Завет. Еве едно библиско прашање до вас. Може да се служите со сите технички помагала. Каде во Евангелијата се наоѓа запишан случајот на воскресението на младичот од Наин? И толку брзо не очекува. Овде немаше ниту една секунда. Слава на Господа. Благодарност до брат Раде. Лука, Евангелие по Лука, 7 глава, веднаш после случајот каде што се опишува верата на римскиот капетан или стотникот, се извинувам, не капетан, офицер, стотник, некаде го нарекуваат капетан. Капетан сепак беше по-голема титула, над 1000 души, над 1000 војска. После големата вера што ја покажал овој римски офицер, вера што го воодушевила Христа. Замислете да кажете нешто што самиот Господ ќе се воодушеви. Феноменално. Зошто го воодушевила? Исус рече во 9 стих кон народот, значи кон еврејскиот народ, што врвеше по него, рече: ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. Меѓутоа тоа беше уште во животот на Елисеј случај, ако се сеќаваме. Елисеј кажуваше слово, порака, и сирискиот генерал Наман требало, значи тој не му го видел лицето на Елисеј. Наман не знал како изгледа Елисеј, немало никаква технологија за препознавање на ликови. Само добил порака, слово. Што да направи? Да се избања 7 пати во реката Јордан. И требал да го заврши тоа.
Елисеј на својот слуга Гиези му дава порака да отиде и да направи нешто, како што проучувавме порано, со синот на Сунамката. Не требало Елисеј лично да оди таму. И тука Сунамката покажа недостиг на вера, бидејќи премногу се потпра на своите чувства и бараше не словото Елисеј лично да биде таму присутен. А сега во Новиот Завет римскиот стотник покажал таква вера. Не е потребно Христос да доаѓа. Евреите го викаа Христа. Марија и Марта проучував. Господе, да беше тука. Немаше да умре брат ми. Јаировата керка го викаа Христа. Лично Христос да дојде наваму или натаму. Но само еден незнабожец, офицер на окупаторската војска, покажал поголема вера од Израел. Тој ве поверувал дека самото Господово Слово е доволно силно да ја изврши работата, да го направи чудото, да го исцелува неговиот слуга. Во продолжение се вели 11 стих, потоа отиде во градот наречен Наин и со него одеа неговите ученици и многу народ. А кога се приближи до градската порта, ете изнесуваа мртовец, единствен син на мајка си, а таа беше вдовица. Колку трагична ситуација. Значи, немала други деца, а и самата беше вдовица, го немала ниту мажот. И многу народ од градот одеше со неа. Штом ја виде Господ, се сожали. Ова го читаме во извештајот на многу Христови чуда низ Евангелијата. Првото нешто што го прави Христос, се сожали. Се сожали на неа, па и рече, не плачи. И кога се приближи, се допре до носилото, носачите застана, а тој рече, момче, тебе ти велам, стани. Мртовецот се подигна и седна, па почна да зборува, и тој го предаде на мајка му. И страв ги обзеде сите и го славеа Бога и велеа, голем пророк се јави меѓу нас, и Бог го посети својот народ. Видите како уште тогаш, при цветници, при влегувањето во Ерусалим, после воскресението на Лазар, многу јудејци поверуваа, веќе веруваа дека навистина Христос е вистинскиот Месија, царот на Израел. Но водачите зазедоа спротивен став, ја избраа смртта и, за жал, мнозинството народ повторно се приклони кон водачите и затоа Израел имаше многу поинаква историја и целиот свет во последниве 2000 години. Но читаме во случајот со ова воскресение, младичот од Наин, мнозина евреи велеле дека Бог го посети својот народ. Значи не е доволно тоа голем пророк, се јави меѓу тоа и муслиманите ќе речат, Исус бил голем пророк. Туку Бог, така велите, нели, муслиманите, дека Исус го признавате само за пророк. Туку Бог го посети својот народ. Што значи, овие што ова го кажале, зашто го прогласија Исуса? За Бог. Бог го посетил. А што вели Христос потоа на Маслинска гора, на самиот ден цветници? Кога народот славел, кога народот бил во еуфорија, со големи овации го поздравувал Христовото влегување во Ерусалим. Го препознавале и пророштвото од Захарија, дека оној што ќе влегува во Ерусалим на невина ослица, тој е царот Израелов. Осана на синот Давидов, синот Давидов, синот Давидов, како некого го прогласувале евреите за син Давидов, тоа значи Месија, тоа значи царот на Израел. Но тогаш Исус, наместо да учествува и тој во таа славна атмосфера, тој тогаш заплакал над Ерусалим. Зошто? Затоа што знаел што ќе се случи само неколку дена подоцна.
знаел, како што има една реченица од филмот Гладиатор, знаел дека толпата е превртлива. Како и до ден денес се променила човечката природа. Толпата е превртлива. Знаел дека народот по овие овации, по ова прославување на Христа, многу брго ќе завземе погрешна страна, спротивна страна и ќе избере смрт. И ќе гласа за смрт на Пилатовиот референдум. Распни го, распни го. Тогаш Исус просолзи, но кога просолзи, што му рече на Ерусалим? Во што се состојала трагедијата негова? Вели што не го позна денот кога Господ те посети. Значи, Исус го потврдува тоа, дека тој самиот е Господ, дека е единородниот, значи по природа син на небесниот Бог Отец, дека Бог, како што велеле уште тука, при воскресението на младичот од Наин, Бог го посети својот народ. Навистина жално, како евреите, како народот бил склон да верува во Исуса, особено по воскресението на Лазара, но еве и по ова воскресение, во Наин, а сепак таа одлука подоцна да биде изменета. Но слава на Бога, многу илјадници евреи се спасува, уште во првиот век, и го формира јадрото на првата црква. Сепак, мнозинството од народот, овие беа само остаток, мнозинството ја завзеде спротивната страна. Одим сега на друго библиско прашање, што одамна го имав поставено, сега само ќе го повторам. Каде во Библијата се споменува воскресението, во Евангелијата, воскресението што се случило на некои што веќе биле закопани, освен Лазаревото воскресение и освен Христовото воскресение. Кои беа други воскреснати, кои што веќе беа закопани, погребени. Некои од нив и со векови мртви. А пак ви отите на Мојсей памет. Да, го споменавме Мојсей, но не мислиме на тоа. На што мислиме? Матеј, точно. Каде во Матеј? Сега би требало да биде полесно. Треба да биде при крај на Матеј, така. Матеј 27, така, 27 глава. Еве што им пишува Матеј. Ке почнеме да читаме повеќе стихови. На своите сонародници, евреите, на кого што ги го наменил своето Евангелие, и единствено ова Евангелие од сите новозаветни книги било напишано изворно на арамејски јазик, бидејќи било наменето за евреите. Опишувајќи го настанот на самата Христова смрт, ќе почнем да читаме од целиот одсек, кој што започнува с 45 стих. А од 6 час, се мисли пладне, или 12 по-римски и по-наше, настана темнина по целата земја до 9 час. Значи, до кога? До 3 попладне. А околу 9 час, или 3 попладне, извика Исус со висок глас и рече. Значи, откако се кренала таа надприродна темнина. 3 часа темнина. 3 часа, не 3 минути. За цели 3 часа крстот беше обвиен со темнина целиот ден. Со други зборови, беше сгаснат.
Кога замина таа темнина, Исус рече: Ели, Ели, лама савахтани. А тоа значи: Боже мој, зошто ме остави? А некој од оние што стоја таму, кога го чуе тоа, рекоа: овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунгер, го натопи во оцет и го надена на трска, па му даваше да пие. Другите пак велеа: чекајте да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. Видите како биле претолкувани Христовите зборови од страна на некои што стоја под крстот. Но наместо Илија што се случи? А Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти духот, значи во тој момент Исус умира. И што се случува во истиот момент? 51 стих вели: и наеднаш се расцепи завесата на храмот на две, од горе до долу, и земјата се затресе, и карпи паднаа. Зошто се случил овој земјотрес? Зошто се случи цепењето на завесата во храмот? Тоа е сосема друга тема, за која што сме зборувале, може би ќе зборуваме и во иднина. Но зошто се случил овој земјотрес во часот, во мигот на Христовата смрт? За да се отворат гробови. 52 стих вели: и гробови се отворија, и многу тела на упокоени светии воскреснаа. Само кога тоа се случи? Кога се случи нивното ова воскресение? Дали тогаш кога Исус умрел? Дали во петокот тогаш? Не, 53 стих вели: па кога излегоа од гробовите по воскреснувањето негово, значи во петокот само се отворија нивните гробови. А кога воскреснаа? Тогаш кога Христос воскресна. Зошто? Затоа што Христос е првината. Христос е првиот сноп, првината за умрените. Само да дочитаме. И влегоа во светиот град, значи влегоа во Ерусалим, овие воскреснативе, и им се јавија на мнозина. А стотникот и оние што со него заедно го чуваа Исус, значи оние под крстот, откако го видеа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: навистина овој беше Син Божи. И така натаму. Значи, големо признание во часот откако Христос умира, не само евреите, туку Христовите ученици во тој час се обземени со големо разочарување, со чувство на голем пораз, а римскиот капетан го признава Исуса токму во тој час што е навидум поразителен за Христа. Тој тогаш го признава Исуса: навистина овој беше Син Божи. А што евреите до ден денес не го признаваат. А Христовите ученици до недела вечер не го признавале. До Великден не го признавале. Не го верувале ова. Уште му велеле на самиот Христа двајцата патници за Емаус: а ние мислевме дека е он, но до тогаш уште беа убедени дека Христос е промашена работа, лажен пророк, неуспех, пораз, губитник, лузер. Но римскиот капетан го призна кај крстот: навистина овој беше Син Божи уште во петокот, кога Христос издивна и кога се случи тој голем земјотрес. Би сакал во врска со оваа тема да прочитам зборови од Елена Вајд, Копнаш на вековите, 609 страница во нашиот превод. Прекрасни зборови, кои што сакам да ги имаме на ум. Ние не знаеме, Елена Вајд вели дека се работи за големо мноштво, колкумина воскреснале во оваа прилика.
24 старешени што се споменуваат во Откровението се дел од овие луѓе. Но уште колку други не знаеме. Елена Вајд вели во Копршот на вековите, 609 страница од нашиот превод, Христос воскреснал од мртвите како прв плод или првина на оние кои заспале. Тој бил остварување на старозаветниот символ за вртениот сноп и неговото воскресение се случило токму оној ден кога требало да се принесе тој сноп на Господа. Значи, утредента по пасхалната сабота. Празникот наречен првина. Овој символичен обред се вршел повеќе од 1000 години. Уште од времето на Мојсей. Од жетвените ниви биле собирани првите зрели класија и кога народот доаѓал во Ерусалим на Пасха, мафтал со нив во знак на благодарност пред Господа. Додека овој обред не се извршел, српот не почнувал да жнее и житото да се собира во снопови. Снопот посветен на Бога ја представувал жетвата. Така, Христос како првина ја представувал големата духовна жетва која ќе се собере за Божјото царство. Неговото воскресение е символ и залог за воскресение на сите мртви праведници. Залог, го разбираме ли тој збор? Гаранција. Како Христос гарантира со тоа што самиот воскреснал. И не само што тој воскреснал еден куп други души од разни векови, други израелци. И со тоа, и со воскресенијата кои што претходно ги проучувавме. Христос докажал дека неговите ветувања се цврсти. Наспроти него политикантите докажуваат секој ден дека нивните ветувања се лаги. Христос докажал. Ние веруваме во она што е веќе докажано, во Христовата остварена победа над смртта. Реализирана победа. Смртта, и тоа е радосната вест, и ден денес многу актуелна. Смртта е победениот непријател. Смртта е поразена, и апостол Павле дори вели, смртта е укината од нашиот Господ Исус Христос. Но секој еден од нас поединечно се уште треба да го направи тој избор и при секое искушение ние го правиме тој избор за живот или за смрт. И како што слушнавме во поуката, трето не постои. Tertium non datur. Постои ли средина помеѓу животот и смртта? Да не го споменувам докторот пак. Да речеме клиничка смрт. Да речеме кома. Да речеме шо друго. Зомби, да, живи мртовци. Нешто што многу скоро ќе стане реалност, што Централот за контрола на болести предвидува апокалипса на зомби. Дали тоа ќе биде уште следната година или понатаму, не знаеме. Но, дали се тие состојби средина помеѓу животот и смртта? Некој ќе рече да. Епа што биле тие луѓе во таква состојба? Клиничка смрт, кома. Дали се живи или мртви? Живи. Значи, може ли да најдеме средина? Значи, нема средина. Тие пак се живи. Кога спие човек, кога е дури хиберниран со тотална анестезија, што е? Жив или мртов? Дали хирурзите прво го
умираат пациентот, па потоа кога се враќа од тотална анестезија, повторно го воскреснуваат? Не. Сите тие состојби се состојби на живот. Се разбира, овој пример го разгледуваме на телото. Нема средина. А кога веќе ќе се случи биолошката смрт на телото, дали тогаш можат да го вратат? Не можат. Да се соберат сите бајачи, да се соберат сите демони, како во времето на Свети Илија на гората Кармел, и да ги почнат своите молитви, евала, евала, нема да можат да го вратат. Кога Господ зема, другите не можат да вратат. Само Господ може да врати, како што и веќе докажал. И само Господ ќе ги врати нашите покојни, мили и драги, со кои што, од кои што сме само привремено разделени. Кога Христос воскреснал, извел многу заробеници од гробот. Земјотресот при неговата смрт ги отворил гробовите и кога тој воскреснал, тие излегле со него. Тоа некогаш биле Божји соработници кои по цена на собствениот живот сведочеле за вистината. Господ е подготвува сега по цена на работно место, по цена на плата, по цена на некои други поситни потреби и задоволства, но со тоа не подготвува за што? Ке дојде време кога верниците ќе треба по цена на својот живот, кога животот ќе биде во прашање, да бидеме верни до смрт, да се по цена на својот живот да сведочиме за вистината. Сега требало да бидат сведоци за оној кој ги воскреснал од мртвите. Значи тие останале, биле верни на Господа во разни векови. Тука може да спаѓаат и пророците од Стариот Завет, бидејќи Откровение 18 глава вели радувајте се небеса, и пророци споменува, и апостоли споменува, како некои што веќе се наоѓаат таму. Ги споменав 24 старешини. Радувајте се. Тие му беа верни на Господа до смртта, претрпеа маченичка смрт заради нивното сведоштво на таа вера, и сега кога Господ воскреснува, ги воскреснува и нив, за да бидат сведоци за Христа, кој ги воскреснал од мртвите. За време на својата служба, Исус подигнувал мртви во живот. Го воскреснал синот на вдовицата од Наин, Јаировата ќерка и Лазар. Но што било разликата во однос на овие воскреснати? Меѓутоа, тие не биле облечени во бесмртност. Во какви тела се разбудија и младичот од Наин, и Јаировата ќерка? Во истото грешно, смртно тело. И подоцна тие лица исто така починаа. Повтор пат. Иако подигнати од мртвите, тие останале подложни на смртта. Но оние кои при Христовото воскресение излегле од гробот, какви излегле? Станале за вечен живот. Тие се вознале со него како трофеи на неговата победа над смртта и гробот. Овие веќе не се заробеници на сатаната, рекол Христос, бидејќи јас ги откупив. Јас ги подигнав од гробот како први плодови на мојата моќ, за да бидат со мене таму каде што сум јас, и никогаш повеќе да не видат смрт, ниту да искусат болка. Затоа ги чува Господ нашите покојници. Како што реков на погребот на сестра Мимица. Ние би сакале денес Господ да ни ги врати, така? Денес. Но ако Господ го направи тоа денес, ќе бидат исто како Јаировата ќерка, младичот од Наин, како воскреснатиот Лазар. И понатаму подложни на смрт, како победникот што ја завршил трката со победа, и сега го чека венец, и сега да се поништи неговиот резултат и да биде вратен повторно назад
на трката, во надпреварот, да продолжи да се бори со секојдневните искушенија. Но Господ не ни ги вратил денес, затоа што сака, како што изгледа времето е многу скоро. Слава на Бога за тоа. Да ги врати во последниот ден, кога самиот тој ќе дојде, и да ги разбуди во ново бесмртно тело, да никогаш повеќе не вкусат смрт, да не бидат подложни на смрт и никогаш повеќе да не искусат болка, завршува Христос во овие цитирани зборови. Елена Вајд продолжува и вели: тие отишле во градот и се појавиле на мнозина, зборувајќи, значи сега воскреснати сведочат во Ерусалим: Христос воскресна од мртвите и ние сме подигнати со Него. Така била овековечена светата вистина за воскресението. Воскреснатите свети сведочеле за вистинитоста на зборовите од Исаија, цитат: Твоите мртви ќе оживеат, заедно со моето тело тие ќе станат. Нивното воскресение било илустрација за исполнување на пророштвото: разбудете се и ликувајте вие жители на правот, зашто росата твоја е роса на растенијата и земјата ќе ги исфрли мртовците. Исаија 26 глава 19 стих. За верникот Христос е воскресение и живот. Во нашиот Спасител е обновен животот, изгубен поради гревот, бидејќи тој има живот во себе и може да воскресне кого сака и кога сака. Нему му е дадено право да дарува бесмртност. Животот кој во човечката природа го положил, тој повторно го зема и го дава на човечкиот род. И со неговите зборови од Јован 10 глава: Јас дојдов да имаат живот и да го имаат каков? Во изобилство, што значи да имаат вечен живот. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за твојата голема милост и добрина, за твојата долготрпеливост, за твојата љубов, за твојата голема жртва што си го дал синот твој, да пострада за нашите гревови, но и славно да воскресне од мртвите, да плени многу пленици, многу заробеници на смртта, да ги изведе надвор и да се вивнат заедно со него во небесата, во новиот Ерусалим, во Твоето небесно царство, кое што ќе биде воспоставено и на земјата со неговото второ, преславно и величествено доаѓање. Но дотогаш, Господи, свесни сме од Словото Твое и од настаните кои што го исполнуваат, дека предстои криза. Предстои времето на неволи, кој што веќе втора година само што започна. Предстојат поголемите искушенија следната година и понатаму. Ние те молиме, Господи, за Твоја благодат, посебно те молиме, еве за сестра Маре, за брат Трајче, за сестра Сонја и сите други вработени во здравствениот сектор, кои што сега имаат посебно искушение, а и сите ние заедно со нив. Те молиме, Господи, како што најави синдикатот, но не се надеваме на него, се надеваме на Тебе. Растури ги овие мерки, нека пропадна оваа мерка, нека не се донесат, нека не се спроведат и ако се донесат. Ако треба и нека падне владата, нека се сруши се, само да остане верата наша во Тебе и послушноста кон законот Твој, негибната. Те молиме за Твое водство во текот на оваа следна пресудна седмица. А за сето тоа Ти благодариме во името Христово. Амин.